Испукани и скршени постаменти на бистите во алејата на народните херои. Раскопани патеки по кои на места не може ниту нормално да се оди од толку што се оштетени. Распукана и самата крипта каде почиваат останките на над 600 партизани од Прилеп кои својот живот го дадоа во НОП за слобода на Македонија. А комплетно е уништено и осветлувањето околу самата крипта. Во ваква состојба се наоѓа меморијалниот комплекс Могилата на непобедените во Прилеп, споменик изграден во далечната 1961 година, чиј автор е српскиот архитект Богдан Богдановиќ. Но од 1961 па се до денес, скоро и ништо да не се направило за зачувување на споменикот кој полека го јаде забот на времето и каде е потребно итно реновирање. Ниту една власт досега не направила интервенции на спомениците. Од Заводот и музеј Прилеп признаваа дека на могилата ништо не е направено со децении и велат дека било планирано проширување на алејата на народните херои, каде сега има 10 бисти, со уште 5 бисти на народни херои кои што починаа после војната. А тоа ќе опфатело и реконструкција на целиот парк на револуцијата. Но бидејќи станува збор за меморијален комплекс, за секоја интервенција тука требало дозвола да даде Собранието на Република Македонија. Постаментите на сите се веќе испукани и тие бара подхитно да се интервенира на целиот комплекс. Бевме на увид таму и добив информација од локалната дека има тенденција и настојување идеја да се прошири алејата на непобедените 10 споменици каде што се сега уште на плюс 5 правоборци кои се починати после војната. Локалната самоуправа треба да се обрати до Собранието, пошто е меморијален споменик. Во оваа ситуација донесува Собранието одлука, локалната се обраќа до Собрание и тие дозволуваат према законот дали може да се надополни споменикот, дали може да се премести, да се дислоцира или да се реновира. Значи, таа постапка е во тек. Од Заводот и музеј Прилеп се надеваат дека доколку добија дозвола, овој поголем зафат на могилата во Прилеп да се изведе во текот на наредната година.